Се наоѓаме во Музеот на Македонија, каде што е во тек изложбата насловена Македонија низ магијата на фотообјективот, на која преку оригинални фотографии и разгледници се доловени убавините на Македонија од минатото. Во следниве минути разговарам со авторот на изложбата Бојо Бунтески, од кој што ќе слушнеме нешто повеќе за самата идеја да се концепира оваа изложба и секако за изборот на фотографии и разгледници кои што може да се видат на неа. Како настана идејата да се направи изложбата Македонија низ магијата на фотообјективот? Добар ден до сите гледачи на Алфа телевизија. Идејата или концептот за изложбата ни беше да промовираме на некој начин, да доближиме или да представиме, да презентираме некакви изворни општочовечки уметнички вредности низ мотиви од оригинални разгледници и фотографии од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Изложбата е уникатна по тоа што се презентираме оригинални фотографии, значи се представени на изложбата оригинални фотографии од 1891 година, кои што не се презентирани до сега во македонската јавност. Инаку фотографиите се направени од Рудолф Штурани, тоа е австрийски зоолог, кој што е познат во европската јавност и воопшто во светската јавност. Тој се интересирал заедно со неговиот ментор Штајн Дахнер се интересирал за Македонија како област која што не е истражена и дошол во Македонија каде што ги истражувал македонските езера. Во тие негови истражувања дошол до заклучок дека ствари тој ја лансира таа идеја во европската јавност за ликниот карактер на македонските езера, за посебни ендемични видови кои што ги има во езерата, кај нас посебно во Охридското езеро, и после тоа заедно со неговиот ментор кој што ги истражувал исто така рибите во македонските езера, значи направиле и издале трудови во 1894 година поврзани со нашите езера. Сега, значи тој додека истражувал во Охридското езеро, го истражувал Охридското езеро, исто така шетал низ, правил прошетки, нели ја истражувал Македонија во околните градови, во околината на Охрид. Значи прошетал во Битола, во Струга, Прилеп и во околните градови и тогаш ги направил тие фотографии кои што тука се представени пред македонската јавност, се представени на оваа изложба. Тоа е интересно затоа што се оригинални од 1891 година и се импресивни сами по себе. Ако фотографијата е откриена негде 1827 година, за краток историски временски интервал имаме веќе фотографии од Македонија од 1891 година. Освен овие оригинални фотографии од Рудолф Штурани, на изложбата се представени оригинални разгледници од првата половина на 20 век, од времето на кралството на Срби, Хрвати и Словенци, 1921 година кралство Југославија. И тие се исто импресивни затоа што се оригинални, не се повеќе или пуштени веќе во, да речем, не се користат повеќе, меѓутоа нивната магија трае до ден денес затоа што се импресивни сами по себе, бидејќи на некој начин самата разгледница е фотографија на картон. И се користи најчесто кога сакате да пренесете некакви чувства или да пренесете некоја атмосфера, онаму каде што сте, да пренесете нели на далечина, да кај некој друг нели за кој што е намената таа разгледница. И најчесто овие разгледници се со мотиви од македонските градови, села, од македонските убавини, македонските луѓе и целата таа атмосфера во која што живееле луѓето во тоа време. Може да се видат најразлични архитектонски стилови кои што ги нема денес нели во ова време, нели, тие се останати од тој период, меѓутоа можете да направите една компарација од тие кога ќе видите разгледницата, кога ќе видите местото од разгледницата, можете истото место денес да го компарирате со истото место на истата улица денес и да направите разлика, да видите какви се тие стилови архитектонски, што е изградено, што не е доизградено и да видите, да направите таа разлика.
Кој уште ве поддржа во идејата да се организира оваа изложба? Кој ви помогна во создавањето на иста? Па ние, мислам, јас и колешката, јас како автор и колешката Нета Папантаска, која што исто така е автор на оваа изложба, ние самите, значи, направивме така еден концепт за оваа изложба, успеавме да ги најдеме овие разгледници и фотографии, да ги презентираме, да ги обработиме. Покрај разгледниците, значи покрај фотографиите и разгледниците направивме, додадовме и некои работи, додадовме некои преданија или интересни работи кои што се специфични за тој град, да речеме. Бики најчесто преку разгледниците се представуваат градовите во Македонија. Имаме од Скопје, Битола, Велес, разгледници од други македонски градови, не од сите. И се додадовме некои преданија за да биде поинтересна изложбата, мислам, да биде поинтересно тоа представување на разгледниците. Изложбата е отворена пред неколку дена. До кога ќе биде изложена и до кога љубителите на овие стари фотографии, оние што сакаат да видат како некогаш изгледале одредени делови на нашава земја, може да ја посетат и да уживаат во изложените фотографии? Изложбата е отворена до 27 март е отворена и ќе трае месец дена, може и повеќе од месец дена. Така што ги повикувам сите заинтересирани луѓе кои што се интересираат за вакви, да речем, културни настани поврзани со разгледници и фотографии да дојдат и да ја видат, пошто е стварно импресивна по својата уникатност, биејќи до сега, како што кажав, не се представени оригинални разгледници и фотографии посебна фотографија од 1891 година, разгледници од прва половина на 20 век и стварно ги повикувам сите луѓе да дојдат и да видат на лице место, изложбата, инаку изложбата може да се види и преку дигитално, значи преку дигиталната верзија. Тука има на изложбата залепено покрај разгледниците, залепени се QR кодови преку кои што може да се скенираат и да се дојде преку скенирањето може да видат и дигиталната верзија на каталогот. И да направат едно своевидно патување низ времето, низ нашиве простори. Боро, ви благодарам за разговорот и се надевам дека навистина ќе има голем број посетители кои што ќе дојдат да ги видат овие оригинални фотографии, а се надевам дека ќе успеете изложбата понатаму да ја прошетате и низ други градови од Македонија кои што се вклучени во самата изложба на старите фотографии. Да, и ние имаме истиот концепт, истото размислуваме на ист начин во таа насока, дека треба да изложбата да гостува и во други градови, посебно оние градови кои што се представени на самата изложба. Ви благодарам. Дарем и на вас.